Почитувана колешке, веќе 15 дена слушаме ваши долги говори, демагоги, празни флоскули за тоа како се грижите и како предвидувате мерки за граѓаните. Меѓутоа, согласно вашата стратегија, граѓаните не им е јасно што треба да прават за да ја добијат ниту вашата помош, која што ја нудите со 4 сета на мерки. Затоа, заради граѓаните кои што ве гласале, објаснете им. Објаснете дали мерката на доместок од Агенцијата за вработување за оние кои останаа без работа беше лажа или вистина, заради тоа што законски им следува на граѓаните после кога ќе изгубат работа да добијат некој време на доместок. Објаснете им на граѓаните дали корисниците на социјални станови добија некаква мерка, затоа што со вториот сет на мерки ги излажавте дека има одлагање на плаќање на закупнина. Одлагање за плаќање на закупнина не е мерка. Објаснете им на граѓаните дали глувите и слепите добија некаква помош. Дали инвалидните лица добија некаква помош? Дали лицата со посебни потреби добија некаква помош? Дали згрижувачките семејства добија некаква помош? Дали лицата без пензија, кои што се жени над 62 и мажи над 64 добија? Објаснете им на оние кои што ги нема на списоците како да аплицираат, каде да се обратат, а не нас да ни пишуваат пораки во инбокс затоа што не знаат. Истите имаат мака, помогнете им. Според официјалните списоци, 1565 лица се самохрани родители според официјалните податоци на МТСП. Знаете ли дека луѓето не можат во моментот да извадат документација за да аплицираат за вашата помош? Колку приговори добивте до сега за сите пакети на мерки? Или еве, например, објаснете им за фирмите и за мерките кои што ги предвидувавте за нив. Кажете им дали ќе треба да ги вратат средствата која ќе покажат добивка во наредната година. Понатаму објаснете до кога важи рокот за искористување на ваучерите, затоа што ние законот го донесовме со 25.12. Објаснете им, има шпекулации, нејасно име, а вие со денови тука говорите за вашите мерки кои што очигледно не вродуваат со плод. Кажете ми за ваучерите за туризам. Знаете ли колку луѓе го искористија истиот, затоа што не можат да го испринтаат тоа што им било пратено на нивните мејлови? Понатаму, кажете ми дали е исплатен ДДВ-то за 7, 8 и 9 месец. Викендот без ДДВ, колку ефект имаше истиот? Предвидувате мерки со фалинки, кои што не можат да се реализираат до крај и сите луѓе да не можат да ја добијат помошта, затоа што перцепцијата ви е побитна од реалноста, ама луѓето живеат во реалност. Даниела